За заедницата на округот на Арундел во сојузната држава Мериленд, трагедијата е вмрежана во колективната меморија. Нападот врз весникот Анаполис Капитал Газет на 28 јуни 2018 година стана единствениот најлош напад врз американските медиуми во историјата. 5 вработени беа убиени при вооружен напад од маж кој се налотил за надпис во весникот. Човекот сега е во затвор. Преку изложба во јавната библиотека им се одаде почит на жртвите. За Пат Фургусон, репортер во газета, до неговото пензионирање во 2020 година. Тоа беше подсетник за важноста на новинарството и се присетува на неговиот уредник Роб Хайсен и темите кои ги покриваа. Навистина ја запознав заедницата и таму направив многу еколошки теми кога ќе се навратам на времето. Мислам дека можев да имам одредено влијание. Новинарите и оние кои први реагираат на теренот играат клучна улога во локалните заедници. Таа врска не е изгубена за поранишниот шериф на округот на Арундел, Рон Бейтман. Покажувањето колку брзо се појави полицијата, времето на одговор беше неверојатно, исклучително успешно повторно. Тоа навистина зборува за нашите партнери кога некој е во неволја. По пензионирањето од полиција, Бейтман сакаше да придонесе за сеќавањето на весникот. Тоа е документарен филм. Ова е вистински целосен поглед одвнатре за тоа што се случи тој ден. Уште поважно, не само хероите, туку и како заедницата се собра зад нив. Бейтман вели дека документарниот филм ќе ги прикаже напорите на правците, соседите, соработниците и новинарите. Се нагласува и улогата која имаат локалните весници. Весникот Капитал Газет постои од секогаш. Тоа е весникот на Анаполис во округот на Аруендел и тие покриваат се, од ударни вести до забавни работи, начин на живот. Новинарите од весникот, вклучително и Фургусон, работеа на тоа да дознаат вести од нападот. Камионот му стана редакција. Ние само отидовме на работа. Тоа е нешто што го правите. 5 години подоцна тој е благодарен што бил дел од тимот на газета. Новинарството е витален елемент на овој експеримент, демократијата. Без разлика дали тоа им се допаѓа на луѓето или не. Колку луѓе и да се наоколу, лоши работи се случуваат или продолжуваат да се случуваат. Во Анаполис има споменик за весникот, а државните представници на сојузната држава Мериленд побара од Белата куќа постхумано да додели медал на слободата на оние кои ги загубија животите.